Го следите новото издание на регионалните вести. Помалку денови со аерозагадување во Тетово имало годинава заклучно со септември за разлика од истиот период лани. Но есента официјално пристигна, а со неа и ризикот од повеќекратно зголемување на концентрацијата на канцерогените PM10 честички во воздухот. За разлика од 2015 година, тетовци годинава помалку денови дишеле загаден воздух. Министерството за животна средина и просторно планирање заклучно со септември регистрирало 231 ден во кој концентрацијата на PM10 честичките била над дозволената вредност. Истиот период лани биле регистрирани вкупно 260 денови со недозволена концентрација, што се однесува до износот на концентрацијата и овој ланскиот септември просекот се движел околу 90 микрограми на метар кубен воздух, што е за 40 повеќе од граничната вредност. Како што стои во месечниот извештај на Министерството, во септември 2015 година имало присуство на 85,6 микрограми на метар кубен воздух PM10 честички, а овој септември 94,4. Во септември 2016 година најзагаден бил 21-иот ден од месецот со достигнато 135 микрограми на метар кубен воздух PM10 честички. Но есента официјално пристигна, со неа и ризикот од повеќекратно зголемување на концентрацијата на канцерогените PM10 честички во воздухот. На трети месецов во 11 часот концентрацијата скокнала до високи 520 микрограми на метар кубен воздух. Вчера Тетово беше единствениот град во Македонија каде е надмината безбедната по здравје вредност. На интернет страната на Министерството за животна средина и просторно планирање стои дека само во Тетово во 5 последователни дена се мерат недозволиви концентрации на суспендираните честички, односно е надминат прагот на информирање, поради што препорачуваат да се преземат мерки за заштита на здравјето. Се додека трае ваквата состојба, децата, хронично болните и старите лица да избегнуваат престој на отворено, а сите други да ги ограничат движењата и активностите во најзагадените зони од градот. PM10 честичките потекнуваат од сообраќајот, индустријата и грејењето во домаќинствата на печки на дрва. Изложеноста на аерозагадување е поврзана со бројни ефекти врз човековото здравје, вклучувајќи нарушување од полесен тип како иритација на очи, па до оштетување на бели дробови, астма и бронхитис, потоа оштетување на срцето, крвните садови и нервниот систем, а во најлош случај и рак. Вчера попладне се одржа протестен собир на родители и други граѓани поради постојаната опасност по безбедноста на учениците кои посетуваат настава во објектот на основното училиште Братство Миѓени кај спортскиот центар во Тетово. Со протест и блокада на крстосницата на улиците Борис Кидрич и Благоја Тоска, тетовци го искажаа незадоволството од работењето на автопералната во близина на спортскиот центар, која ги користи тротоарите за перење возила. Велат дека нивните деца секојдневно се соочуваат со безбедносни ризици, за да пристигнат до училиштето кое се наоѓа веднаш до пералната. Поради узурпираните тротоари мора да одат по улица. Узурпирани тротоари од двете страни, децата се движат по улици и нема каде да поминуваат. А како што знаеме, овој пат е единствен пат кој што поминува за Косово и тука големи камиони поминуваат и се случуваат секакви последици. Значи имавме изгазено разни луѓе, повозрасни и помлади луѓе, така да денеска се собравме тука да изразиме револт и да им укажеме на општина Тетово да почнат да го расчистуваат тротоарот, да биде побезбедно за движење на децата кои одат на училиште, кои што се движат по возрастните луѓе кои што ги носат децата на училиште, кои што се движат за да купат нешто на пазар и така натаму. За да се избегнат сообраќајки со поголеми последици, учесниците на протестот побараат дислокација на автопералната. Безбедноста е на најниско можно ниво и не треба да се чека да се случи нешто лошо за да државата презема мерки. Односно, општината која има директни ингеренции врз овој објект и врз градот воопшто. И апелираме до сите граѓани и до градоначалникот и општинските власти да сватат најсериозно оваа работа, затоа што не треба да се случи некој, не дај Боже, инцидент. Нашите деца се во голема опасност и улицата сите знаат колку е оптоварена
Сето тоа не наведува да превземеме мерки кои ќе мора да донесат некакви резултати. Инаку автопералната е во собственост на општина Тетово, но со неја работи приватна фирма која плаќа закупнина за незино користење. Досега локалната самоуправа нема преземено никакви мерки за санкционирање на корисникот на автопералната, кој со својата работа ја загрозува безбедноста на пешаците. Од тетовската полиција неколку пати го предупредиле повеќе да не ја користи јавната површина, а против него е поведена прекршочна постапка за узурпација на јавен простор, кој се уште се користи за перење автомобили. Влијанието на евроатлантските интеграции врз меѓуетничките односи. Ова е насловот на трибината која се одржа на Тетовскиот универзитет. Политичките партии се главните генератори на меѓуетничките инциденти и лошите односи меѓу етникумите кои живеат во државата. Ова се дел од ставовите на учесниците на трибината. Влијанието на евроатлантските интеграции врз меѓуетничките односи, која се одржа на Тетовскиот универзитет. Наместо нашата демократија да се движи по една нагорна линија, нажалост, ние се заковавме во етнитети, партии со исклучиво национален предзнак или верски предзнак, кој што е апсолутно погубно за било каква демократија. Ја ќе бидам најсреќен кој ќе се формира на висина една граѓанска партија во кој ќе членуваат сите македонци, албанци, роми, турци, бошњаци, грци, бугари, срби, кои ќе бидат заеднички заинтересирани за таа работа. Нажалост, досега, просете ми, можеби и затоа Македонија на тоа ниво, по сите параметри во Европската унија, по слободи на изразување, по економски стандард, по мешање на политиката со сите институции кои што се од витално значење за државата, во кои што се партизираат, можеби точно е тоа што ние сме последни во Европа, што немаме политичари со визија кои ќе кажат јас ја замислам Македонија вака. Не само визијата да ја каже, туку едноставно да ја оствари. Колку ќе успее во остварувањето, тоа е друго прашање. Многу чинители мора да бидат тука вмешани, меѓутоа мора да се почне од нешто. Исмет Рамадани смета дека сегашните политичари кои ја креираат меѓуетничката криза полека ја губат поддршката од народот. Тој смета дека побрзото членство на Македонија во Европската унија и НАТО ќе го подобри со животот од кој зависи напредокот на земјата. Ако ние ги прифаќаме, стандардите, критериумите на Европската унија, тогаш создаваме ситуација и во нашата држава да создаваме демократски институции, правда, слободни медиуми, демократија. И ако е така, тогаш има добра основа да се развиват и хармонични меѓуетнички односи. Така што се надевам дека и денеска пред студентите со другите панелисти, со господинот Костовски, па и од професорите кои се во универзитетот, како и заменик министерот за одбрана, ќе даваме наша контрибуција во однос на тоа како треба да се развиваат меѓуетничките односи напоредно со евроатлантските интеграции. Заменик министерот за одбрана Беки Максути изјави дека Македонија постојано бележи напредок и ги исполнува условите за членство во НАТО, но проблемот со името го кочи целиот процес. Ние ова година ќе го исполниме 17-тиот МАП циклус за полноправно членство во НАТО и ќе започнеме со 18-тиот. На некој начин не прави уште понапредни, уште посупериорни и во исполнување на сите реформски задачи што произлегуваат од партнерските цели кои што НАТО ги има поставено за Република Македонија, но како што знаете останува отвореното прашање за спорот со името со Република Грција како предуслов за наше полноправно членство. Ние не застануваме тука, сакам уште понатаму евроатлантскиот дух во Република Македонија, посебно помеѓу различните етнички групи во Македонија да го одржиме свеж. Денешната трибина прво од ваков вид ја организираше Евроатлантскиот совет на Македонија. Во Гостивар се одржа информативна сесија за новиот повик од ИПА програмата за прекугранична соработка Македонија-Албанија. На располагање на заинтересираните им стојат вкупно 3 милиони евра за проекти од областа на туризмот, конкурентноста и животната средина.
Представници на институции, јавни предпријатија и невладиниот сектор од Полошкиот регион има можност да се запознаат со деталите од новиот повик на ИПА програмата за прекугранична соработка меѓу Македонија и Албанија. Информативната сесија што се одржа во Гостивар ја организираше Министерството за локална самоуправа и делегацијата на Европската унија. 2016 завршија сите проекти од програмскиот период 2007-2013. Сега отворивме, заедно делегацијата на Европска унија објави прв повик за програмскиот период 2014-2020, новата ИПА двојка, нов програмски период. Очекуваме да има повеќе апликанти во овој повик, бидејќи имаат искуство од поранешните повици. Денеска сме тука во општината во Гостивар, завршуваме со информативните сесии, се одржува информативни сесии во првата што беше во Битола, Охрид, продолжувавме понатаму во Корча, Елбасан, Пешкопеја и сега сме во Гостивар. Повикот за користење средства од ИПА фондовите се однесува на проекти од 3 области: поттикнување на туризмот, подобрување на конкурентноста и заштита на животната средина. На располагање на апликантите им стојат скупно 3 милиони евра, а за секој проект поединечно може да се добијат од 200 до 400.000 евра. Повикот е во тек додека последниот рок за доставување на пријавите е 1 ноември. На настанот во Гостивар беше презентиран и водич за поднесување на проектни предлози. Противпожарната единица во Тетово доби вредна јапонска донација. Донацијата се состои од опрема и апарати. Со опрема и апарати од организацијата JICA од Јапонија неодамна се поднови територијалната противпожарна единица во Тетово. Донацијата, која се состои од агрегати, пумпи за испумпување на вода и друго, е вредна над 50.000 евра. Со нашите активности што ги преземаме ние како противпожарна единица Тетово и благодарение на општина Тетово, ние ова година сме добиле една голема донација од една организација јапонска, JICA, и од јапонската држава, донација над 50.000 во вредност од над 50.000 евра, која што таа донација, таа опрема, верувам дека секоја територијална противпожарна единица и секоја општина би ја сакала и преку потребно им е. Таа донација се состои од разни пумпи за исцрпување на води, нарочито за поплави е дадена на нас. Имаме добиено разни пумпи за исцрпување на вода, и тоа и чиста вода, и матна вода, со мулј вода можеме да исцрпиме. Сме добиле разни агрегати од разни киловати, на поголеми киловати. Сме добиле разни пили, разни хилтови, многу опрема сме добиле од јапонската држава. И голема благодарност до јапонската амбасада, еве што е у Република Македонија, и до јапонскиот народ, кој на некој начин не наградија со тоа што дадовме допринес, голем допринес во поплавите што ни се случија у Тетово и ова година што ни се случија у Тетово и во Скопје. Припадниците од Тетовската територијална противпожарна единица дадоа голем придонес во справувањето со поплавите во Скопје и Тетово. Донираната опрема во иднина ќе овозможи давање на поквалитетна помош на населението при справување со несреќи. Со игри и песни денес во објектот кај спортски центар децата ги пречекаа нивните другарчиња од градинката Тетекс. Заедно ја одбележуваат неделата на детето. Секоја година првата седмица од месец октомври им се посветува на децата. Годинешното мото на детската недела е детските права во свет без предрасуди. По тој повод, почнувајќи од понеделник па се до крајот на оваа недела, во објектите на градинката Младост во Тетово се одржуваа низа активности, работилници, предавања и игри, преку кои децата би се запознале со нивните права.
Денес во објектот Спортски центар на гости дојдоа децата згрижени во градинката Тетекс. Како вистински домаќини, нивните другарчиња ги пречекаа давајќи им беџови, а подоцна им испеаја и песна за добре дојде. И гостите возвратија со песна, пошто им беше објаснето зошто се денеска тука и што одбележуваат цела недела. Денеска сме тука собрани, ми знаеме и дечињата дека неделава ја славиме, неделата на детето. Цела недела се играме, се дружиме со разни активности, а денеска ќе имаме традиционални игри што играле вашите баби, дедовци, мами и татковци, а сега и ние ќе се играме и ќе се дружиме. За своите права, но и обврски, децата згрижени во 4 објекти на градинката Младост учеа цела недела. Зошто сте дојдени тука? Зашто е денот на детето. Ете така. И знаеш ли ти како дете дека имаш своји права? Имам. Знаеш така? Кои се твоите права? Еве дел да ни кажеш. Ти имаш право на денот на детето. Меѓутоа и ваши обврски, например, кого треба да слушаш? Мајката и таткото и татката и брајчата. А денеска зашто сме сите заедно собрани? За да го учим во градинката. И да одбележиме недела на детето. Цела недела на кого е посветена, знаеш? Да. На сите деца на светот, така? На крајот, сите деца беа дел од заедничка забава, се дружеа, играа заедно со своите другарчиња, но и нивните воспитувачки и учителки. Еврокомесарот за преговори за проширување и соседска политика Јоханес Хан идниот петок на 14 октомври ќе ја посети Република Македонија. Во Скопје се предвидени средби со цел дискусија за организацијата на предвремените парламентарни избори во декември и имплементација на итните реформски приоритети. При оваа посета тој ќе се состане со представниците на 4 најголеми политички партии во земјата, со специјалниот обвинител и со представници на граѓанското општество. Обемот на мисијата ќе биде дискусии за состојбите во земјата, особено на организацијата на изборите во декември, како и спроведување на итните реформски приоритети, изјави портпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчич. Полицијата по налог на обвинителството утрина во упаднала во двата објекти на МИТ универзитет и во станот на собственичката Билјана Апостолова. Во придружба на наоружаната полиција во просториите на универзитетот влегли инспектори од Управата за јавни приходи и од Министерството за образование. Се чеслала документацијата на универзитетот. МВР го сомничи МИТ универзитет за незаконито работење, додека директорката тврди дека станува збор за политичка хајка. Апостолова тврди дека е предмет на притисоци подолг период затоа што говори против власта. Денеска пред собранието се одржа протест на неколку невладини организации кои бараат да се зголеми буџетот за превенција и за лекување на ХИВ. Како што велат невладините и граѓанските организации, протестот се одржува затоа што во буџетот за 2017 година глобалниот фонд за ХИВ, сида, туберкулоза и маларија се повлекува. Полскиот парламент со огромно мнозинство гласаше за отфрлање на контроверзниот нацрт закон кој што предвидуваше целосна забрана на абортусот. Десничарските и либералните пратеници ги здружија силите на денешното гласање и со 352 гласови за, 58 против и 18 воздржани го отфрлија предлогот. Земјата веќе има еден од најрестриктивните закони за абортус во Европа, а предлог законот предвидуваше да се забранат сите абортуси освен ако животот на мајката е во опасност. Предлогот за построг закон дојде по иницијативата на граѓани кои се залагаат против абортусот, поддржани од црквата и од конзервативната владеачка партија, кои што собраа 450.000 потписи. Иницијативата предизвика масовни протести од жените ширум земјата.
Спасени се 11 бегалци, а 50 го загубиле животот во Средоземното море. Во спасувачката акција учествувале 33 бродови и 27 гумени чамци. Повеќе од 4600 бегалци биле спасени во вторникот, а околу 6000 во понеделникот. 3 жени се породиле во понеделникот на брод кој пренесувал 1000 бегалци кон Сицилија, од кои повеќето биле нигерици, а биле спасени јужно од Либија. 6000 бегалци се заглавени во Србија, откако Унгарија го ограничи бројот на баратели на азил. Американското министерство за правда соопшти синоќа дека е уапсен маж осомничен за кражби на тајни податоци додека работел за федерална агенција. Весникот Нью Йорк Таймс наведува дека се работи за Агенцијата за национална безбедност. Уапсениот Харалд Томас Мартин работел за Американската разузнавачка агенција специјализирана за шпионирање светски комуникации. Осомничен е дека украл информатички кодови за хакерски упади во мрежи на странски влади, наведува весникот. Ураганот Метју протатне низ Карипските острови Хаити и Куба со ветрови кои наминуваат 200 км на час. Властите во САД ги евакуираат крајбрежните региони поради наближување на ураганот Метју, кој веќе однесе најмалку 16 човечки животи на Хаити и предизвика огромна материјална штета на Карипските острови. Поранешниот португалски премиер Антонио Гутереш веројатно ќе биде новиот генерален секретар на Обединетите нации, откако доби едногласна поддршка на клучното тајно гласање од Советот за безбедност на Обединетите нации. Ниту една од 5 постојани членки на Советот за безбедност не ставила вето на кандидатурата на Гутереш на 6-тото тајно гласање од 15 члени од Совет. Денес имавме сончево време со мала до умерена облачност. Утринската температура се движеше од 6 до 13, а дневната од 13 до 23 степени. За утре метеоролозите прогнозираат променливо облачно време со врнежи од дожд, особено попладне и во вечерните часови, кога на места ќе бидат пообилни. Утринската температура ќе се движи од 3 до 10 степени, а дневната од 10 до 18 степени. Тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.